Добро вечер, вие гледате анализа. Добро вечер и за моите гости, новинарот Насер Селмани. Добро вечер. Добро вечер, Петар Арцовски, политички аналитичар, пиар експерт, комуниколог, и го чекаме политичкиот аналитичар Владимир Божиновски. Во секој момент ќе дојде. Но одиме прво со изјавата на премиерот Мицковски. Како вели тој? Нема да се помрднеме ни милиметар, се додека не се гарантираат правата на македонците во Бугарија. Барање кое тешко може да се исполни. Ова е моја изјава, мој став, односно. Винко Филипче во меѓувреме пишува писма до Европската Унија, го обвинува Мицковски и ВМРО-ДПМН владата дека не носат во изолација, односно пропаст. А светот во меѓувреме се соочува со една од најтешките енергетски и финансиски кризи. Ние таков проблем немаме како држава која е трета по раст во Европа. Така ли е, Насер Селмани? Искрено, мене ме загрижуваат изјавите на премиерот. Во вакво време, вакви изјави да дадете, во најмала рака покажувате неодговорност. И јас се обидувам да го разберам, затоа што тој има една нарација и легитимна е. Меѓутоа, вие морате на луѓето да им кажете што ако таа ваша идеја, тој ваш концепт не успева затоа што ние не можеме да ги вложиме нашите животи затоа што тој така мисли. Мора да има некоја предвидливост на неговата политика. И тој бара предвидливост. Па не е предвидливост, не, овој сака да не заглави и после вика па ќе видиме што ќе биде. Сериозна политика така не функционира. Вие гледате дека сега се обидува да ја менува реториката. Прво бараше гаранции, сега и реториката беше дека пошто ако ги ставиме бугарите во уставот ќе се загрозува идентитетот, пошто таа теза е навистина тешко да се одбрани. Сега ја менува и вели па ако не се признае македонското малцинство во Бугарија и ние нема да ги внесеме бугарите. Меѓутоа, вие ставате залог целата држава, македонската држава, македонските граѓани, едината на Ја не викам дека македонците во Бугарија не се важни, меѓутоа, вие како државник прво треба да обезбедите ова држава што ја имате. Пошто ако таа е јака, стабилна, етаблирана, таа може да ги брани македонците во Бугарија. Не е држава која ќе биде изолирана, која ќе може и ние може реално и да заглавиме во овие тешки времиња. Затоа што ние сме изолирани од Европа, изолирани од светот. Ќе дојдат последиците од економската криза, од енергетската криза поради војната во Иран и кој нас ќе ни помогне? Каде ние ќе најдеме? Европската Унија, гледате вие како секојдневно се собираат, разговарат, како да се соочат со ова тешка ситуација, каде се тие, каде сме ние, и ние се однесуваме лежано ништо, како да нас, да не ни е гаља, а баш работата не ни е да се однесуваме така лежано. Добро. Може Петар Арцовски, дојде и Божиновски. Божиновски само накратко, еве и за Петар Арцовски. Венко Филипче го обвинува Мицковски дека не носи во изолација и вели дека пишува писма, додека премиерот Мицковски пак изјави дека не помрднува ни милиметар додека не се гарантираат правата на македонците во Бугарија, милиметар за преговорите со Европската Унија, во контекст на ужасно сериозна криза во светот, финансиска, енергетска. Во меѓувреме, ние сме постојано се говори за тоа дека сме трети по раст во Европа. Може став? Пеđa се право или ја? Еве, Божиновски, може и вие. За тоа. Да. За да има да може и да реплицира Петар Арцовски. Видете, генерално сега има одредена ситуација поврзана и се разбира, и со војната во Иран, поврзана и со веќе 4-годишната војна во Украина, каде што повторно некако Европа го излекува
најдебелиот крај. Односно се соочува со многу сериозна енергетска криза. Мислам дека ниту еден друг дел од светот не е толку погоден како што е погоден или ќе биде ако продолжи оваа состојба со Иран во догледно време, ќе биде погодена од енергетска криза, затоа што и главниот извор, нели, пред 4 години Русија веќе не постои како таков за Европа, а сега и алтернативата која што беше побарана од земјите во заливот, значи пред се и во замена на рускиот газ како многу значено средство, односно енергенс за Европа, нели се замени со катарски газ, сега и во моментов и тој го нема, едноставно се поставува повторно она, веќе би рекол многу долго време дискутирано единство, европско единство кое што ќе има повеќе нивоа, кое што нема да значи само, не знам, Европска унија, размена на стоки, услуги и така натаму, него ќе има и одредена геополитичка, одбрамбена, заедничка на некој начин единствена надворешна политика и така натаму, значи де факто обединување на континентот, барем тоа се... Каде сме ние во тој континент е прашањето? Да. Затоа и говорим за сега. Значи, добро, воведот се разбира, Македонија нема друга алтернатива. Македонија географски се наоѓа. Но што покажува дека нема? Со што покажува дека нема друга алтернатива? Освен празните зборови. Празни зборови ние слушаме од сите страни. Да бидем искрени, многу празни зборови во изминатите години слушнавме и од европските представници. Имаше многу ветувања, многу од тие ветувања не се исполни. Ако се не сега да се навраќам назад, но на што се говореше 2017 и 2018, според тоа што го говореа европските лидери во тоа време, од кои што не добар дел, но дел од нив се уште се актуелни лидери, Македонија до сега требаше ги заврши преговорите, а не ние уште да се бориме со започнување. Мислам дека... Но ситуацијата е таква каква што е. Да, ја го гледам ова као проблем кој што треба да се реши на две нива. Прво, ние, и тоа е една од најголемите, би рекол, недостатоци на македонската надворешна политика, ние никогаш немаме заеднички став доколку се земат партиите кои што се дел од владата и партиите кои што се дел од опозицијата. Зошто е неопходен консензус? Мора да се изгради еден заеднички став. Тоа никогаш не се случило, ниту пак ќе се случи. Не е така. Значи, сега имаме многу специфична ситуација. Значи, не е ова... Ама тоа децении треба да поминат, ние да чекаме да дојде до консензус. Консензус, ја не велам консензус во надворешна политика, него консензус за одредено решение со овој проблем со кој што сме соочени. Ја не велам дека власт и опозицијата треба да настапуваат заеднички во надворешната политика по дефолт, туку да има обединување за ова прашање. Не можете... Добро, освен тоа, нема обединување. Што треба да понуди власта кога не постои обединување? Ние треба да видиме прво дали имаме некаква можност за решение, затоа што и власта и опозицијата секој си оди според своите си ги тера своите наративи, не гледам од ниту една страна решение. Од една страна ние говориме дека може да дојде до одредено придвижување, но се потребни гаранции. Треба да видиме што значи тоа гаранции. Ние говоревме на оваа тема и повеќе пати. Не, две години говориме од како е на власт народот, па не секој ден. И претходно, и пред да биде на власт, и сега само кога беше на власт, исто говоревме, што би значало, значи, што би било... Кога би било? Како гаранција, некаква гаранција. Не станува збор за промена на преговорачката рамка, станува збор за и затоа мислам дека треба да се смени малку таа формулација. Значи еден гест на добра волја. Тоа е она нам што ни треба. Македонија е би рекол и со право загрижена дека буквално све што сме направиле до сега и сите ветувања што биле во насока на нашиот пат кон ЕУ,
едноставно другата страна некако ги заборава. Имавме ситуација каде што од една страна се велеше направете го што овој последен чекор, од друга страна после имавме представници на Бугарија, високи представници, од, не знам, министри, парламентарци, можни премиери, председатели и така натаму, кои што не чека овој првиот чекор, имаме уште многу побарувања од вас за тоа што треба да го исполните. Па и Мицковски има побарувања. Постојано. Нови гаранции за македонскиот идентитет, гаранции за правата на македонците во Бугарија. Постојано... Види, ние имаме еден наратив, бугарите имат друг наратив, ЕУ има трет наратив. Го зборевме, ова имена, значи, толку време го зборевме. Бугарија има шанса конечно да создаде некоја политичка влада која што ќе биде постабилна. Они немаат стабилна влада. И ќе ги признаат тогаш македонците во Бугарија? Нема да ги признаат македонците они, него тогаш веќе ќе имаме со кого да преговараме. Проблемот беше што ја мислам дека до сега ние немавме во Бугарија со кој да преговараме. Добро. Ја не велам дека нашите представници политички и од власт и од опозицијата се во право и дека ние сме тие кои што се постојано оштетени, кои што мора да не се исполнат нас некакви обврски. Не. Говориме за асиметричен процес, каде што ние сме тие кои што треба да влеземе и каде што ние на некој начин треба малку повеќе да се приближиме и повеќе да понудиме. Но тоа не значи дека од другата страна едноставно треба да си постават одредени барања и ние да им ги исполнуваме како што ќе им текне. Добро, така да, тука го гледам ја проблемот. Арсовски па може. Затоа се надевам, сега ќе завршам. Затоа се надевам дека со создавање, значи со политичка влада, стабилна политичка влада во Бугарија, ќе може да се... Заради тоа што нема политичка влада стабилна долго време, ние можеме бескрајно да чекаме децении. Не, ние можеме. Но ајде. Немаме алтернатива. Да. Краток коментар. Ова што го збори Немаме алтернатива е последната реченица сега, на видите, Божиновски. се бара консензус со опозицијата. Меѓутоа, за да бараш ти консензус, треба прво да излезеш да речеш мојата политика пропадна. Дека ќе ја менувам преговарачката рамка, не поминува. И тој ризик што вие сте го преземале, треба да излезете и да го признаете. Ние сакавме, имавме добра намера, но не проаѓа. Ајде сега заедно да направиме и да најдеме друго решение. Меѓутоа, вие не можете да барате поддршка од опозицијата ако не признаете дека сте имале нереални очекувања. Не мора да се признае. Зошто би морало да се признае? Ама во политиката како поинаку? Не мора. Но може да се подаде рака и да се разговара за некакво заедничко решение. Секако дека може. Но тоа е невозможно. Ги гледаме колку се цементирани. Ако вие се залагате за нешто и испаја дека вие сте имале нереални очекувања, дека вашите проценки биле необјективни, вие морате да сносите некоја политичка одговорност. Не можете, па добро, ја имав добри намери. Не се гради така политика. И затоа велам дека нереално и нечестно е сега вие да барате поддршка од опозицијата за да ги покрие вашите утки. Никој нема да ви помогне. Ајде Арсовски нека каже. Зборевме за поддршка од опозицијата. Извини, Милјана, само. Да се дојде до одреден консензус по тоа прашање. Тоа не значи бланко поддршка од опозицијата за власта, но тоа не значи дека власта треба да го прифати тоа што го бара опозицијата. Треба да седнат и да се договорат во обид да најдат некаков... Тоа не успева. Ајде Питар Арсовски, да реплицира. Пред да направам мала дигресија, малку околу политичкиот консензус. Добро. Политичкиот консензус не е неопходен во модерна демократија. Затоа имате власт. Вие кога вашата заедница на станари, кога ќе одлучи да го поправа кровот, не ви бараат консензус, ќе изгласаат, морате и вие да партиципирате. Ние да очекувавме политички консензус, Македонија немаше денес да биде членка на НАТО. Тогаш ВМРО ДПМН се противеше на решението за името, кое не внесе во НАТО. На страна тоа, мислам дека ВМРО ДПМН и сегашната политичка елита на власт е фатена во една стапица од повеќе аспекти визави евроинтеграциите. Прво има навистина геополитички притисок. Ние имаме
повеќе жаришта во светот, имаме релативно нестабилна светска ситуација. А глобализацијата и глобализмот како концепт како да се урушуваат, на повидок има еден можеби непријатен развод помеѓу Соединетите Американски држави и Европската унија. И секој се спасува сам за себе. Секој се спасува сам. Европската унија, некои земји членки на Европската унија веќе најавија и независен суверен систем за нуклеарни боеви глави, значи и НАТО може да се размрда или да остане без. И тоа е еден од притисоците во кои на релативно голема геостратешка ветрометина ние не треба да бидеме надвор од процесите, бидејќи сами сме секако послаби, одошто дел на некаков поголем систем, колку и тој систем да е неправеден или комплициран за нас. Тоа е едниот притисок. Вториот притисок, посериозен, е оптиката дома, во интерес на вистината. Не е дека само Мицковски се противи на промената на уставот. Поголемиот дел од македонските граѓани се противат на промената на уставот, дури тоа ако значи нарушување на можностите за брз влез во ЕУ. Значи не е само владата тоа да го измисли, не имаме проблем со тоа како се перцепира ЕУ кај гласачите. Кај албанските гласачи тоа не е случај, така беше и со НАТО, но кај македонските е случај. Мислам дека вториот притисок исто така доаѓа од тоа што ние непринципиелниот потег на Бугарија, кој навистина е непринципиелен, на потпишан договор за добрососедство, во кој има експлицитен член дека нема да се противи на нашите евроатлантски интеграции, да стави вето, ние тој непринципиелен чекор го препишуваме сега на целата ЕУ. Дека целата ЕУ не изневерила, била непринципиелна и така не е така. Во принципот 27 земји членки, 26 не разбираат. Ние имаме реален проблем и тоа не треба да мижиме за тоа. И на крајот, недостатокот и можеби погрешната проценка околу тоа кои се можните решенија, да се разбереме. Сегашната политичка елита нема совршена проценка околу тоа како функционираат ЕУ можностите. Например, тие тврдеа дека Црна Гора и Албанија шанса нема да се приближат до крај на преговори и гледаме дека тоа се случува. Добро, Исланд ќе ги претрка. Исланд ги претрка, што е пологично. Но потоа имаше проценка дека сега ќе се создаде нов модел на членство заради опедот на Еди Рама и Вучич во Франкфуртер Алдемајде ценка. И тоа исто така се покажа дека не е реална перспектива. И сега во моментот тие се соочени со домашната оптика и притисок од јавноста и геополитичкиот притисок и незнаењето каков план да направат. И политичкиот консензус, во тоа смисла го толкувам како некаков заеднички план. Тие не може да се согласат околу тоа. СДСМ и албанските гласачи сметаат дека утре треба да се направат уставните измени, Мицковски вели тие ќе чекаме една деценија ако треба на уставните измени без да се исполнат нашите децении без да. Но ако тоа е обид да се создаде некаков заеднички план околу тоа што ќе правиме, тогаш го поддржувам. Може би е тежок, но подобро е да има некаков план одошто никаков. Стратегиите на владата во основа се сведуваат на две можности. Едната е пробив кон ЕУ без уставни измени и втората е пробив кон ЕУ со уставни измени, но со нешто за возврат. Нешто што би можело да ја задоволи домашната публика. Првото се покажа дека е невозможно. Европската комисија, Европската унија, освен тоа е невозможно затоа што е запишано во преговарачката рамка за тоа да се случи, за првото за пробив кон ЕУ без уставни измени, треба да ја растурите преговарачката рамка и да почнете да преговарате повторно. Имајќи предвид колку беше тешко да се дојде до оваа преговарачка рамка, тоа е Пандорина кутија која не се знае кај ќе заврши. Значи остануваме со последната алтернатива, а тоа е владата бара нешто што ќе направи дека уставните измени не се исклучива политичка цена. И во тоа лавира. Прво беше гаранции дека нема да има нови вета вон Копенхашките критериуми. Потоа беше одложена примена на уставните измени. Па реверзибилен статус на уставните измени. Па потоа Македонец да учествува во Комитетот за малцински права. Па потоа да се спроведат пресудите на Страсбург, сега реципроцитет, односно и македонците во бугарскиот устав. Бидејќи не е едно барање, туку се лавира помеѓу повеќе барања, очигледно е дека се бара начин како уставните измени да не одат на политичка штета на сегашната Ама се измислуваат нови услови, така, тие е невозможно да ги остварите. Мислам дека е тоа многу тешко
И затоа сум песимист дека во брзо време можеме да најдеме пресек помеѓу можните решенија кои би ги прифатила ЕУ и можните решенија кои за нас се прифатили. Не верувам дека политичката атмосфера во Бугарија дури и после изборите ќе биде таква да тие попуштат. Зошто би прифатиле решение полошо од тоа што го имаат сега? А никогаш не биле притиснати. Никогаш не биле притиснати, на крајот не биле притиснати затоа што е веќе сега тоа европски пакет. Не принципијално од Бугарија, не принципијално од ЕУ, но на крајот тоа е веќе сега европски пакет. Јас не сум многу голем оптимист дека може да се најде решение во брзо време. Истовремено не гледам што би било различно, ние сме веќе блокирани, што би било различно ако сме блокирани со отворени погледи. Пак можеме да бидеме блокирани, не гледам голема политичка штета од тоа да се внесат бугарите во уставот. Мислам дека тоа ќе купи огромно количество добра волја во Брисел и дека таквиот потек ќе направи понатамошни блокади од страна на Бугарија да бидат политичко самоубиство за Бугарија. За кога говориме за идентитетот. Кога зборуваме за не идентитет. и за реформи. На крајот се плашам дека наративот на власта кој вели ние како да бидеме сигурни дека е ова последната политичка цена што ќе ја платиме, во основа тие се плашат дека уставните измени не се посреден прак, туку се вовед во бесконечна низа блокади од страна на Бугарија. Затоа мислам дека ЕУ може да помогне не може да дадат цврсти гаранции, не може да создадат политичка атмосфера со заклучоци на Совет, со заклучоци на Европарламент и така натаму, кој ќе покаже дека навистина сакаат да покажат некаква предвидливост. Но и тоа Бугарија. Да, но и тоа ЕУ не може да го направи додека ние не пуштиме сигнал дека сме ние подготвени едното да го тргуваме за другото. Добро. Околу политичките функционери, ние не ги македонските функционери, не ги гледаме во Брисел да разговараат за оно што говоревме за енергетската, финансиска, економска помош. Дали заради тоа што сме трета земја во Европа по раст? Што велите, Божиновски? Дали не ги гледаме, или не се, или каква е перцепцијата, види, ќе видиме дали ќе имаме некакво усогласување, ќе бидеме дел од некаков пакет за помош доколку дојде потреба за тоа, односно доколку се продолжи кризата. Ја затоа велам, не мора македонските политичари да се договараат за све или да имаат консензус за све, напротив, да, демократија да имаш различен став. Затоа велев дека начинот на кој што ќе пристапиме за проблемот околу почнувањето преговори со Европската унија, барем за тоа да се најде консензус. За тоа е едно прашање, затоа што тоа не е клучно. Ја не знам, не можеме тука да говориме за оптимизам и за песимизам. Едноставно, доколку се успее на Македонија да се понуди некаков, пак ќе кажам, не гаранција, некаков гест на добра волја, мислам дека многу полесно ќе биде да се протат, односно да поменат тие уставни измени, без при тоа да се случат сериозни некакви потреси на натрешно-политички план. Мислам дека тоа е јасно и на Европската унија, мислам и на Бугарија дека е јасно. Затоа имам некоја мала надеж дека по изборите, односно со нова стабилна политичка влада во Бугарија, не дека они ќе се откажат од нешто, него едноставно ќе може да направат некаков политички гест. Што се однесува до ова како ние се координираме со европските партнери, мислам дека набрзо ќе се види во однос на тоа како ќе реагира Европа или што подготвува Европа во случај на пролонгирана криза во Персискиот залив. Мицковски го гледаме во приградка на Орбан и заради тоа го прашувам ова е како подпрашање. Зошто не ги гледаме во приградка на европските челници? Значи сега во Унгарија има избори и се разбира дека како најважен европски стратешки партнер се доживува Орбан. Значи види, дали најважен стратешки партнер или партнер, Унгарија е членка на Европската унија. Нас не треба секој еден кој што е член, секоја држава членка на Европската унија, не било кој, него колку може повеќе. Кој се обвинува постојано дека и овие избори ќе ги изгуби опозицијата заради тоа што постои диктатура едноставно. Никој не кажал дека постои диктатура.
Значи во Унгарија нема диктатура. Дали и на кој начин се води владата, тоа можеме да дискутираме, но во Унгарија нема диктатура. Сега ќе имаат избори, видов повеќе анкети, добар дел од нив даваат предност на опозицијата на ТИСА. Ќе видиме што ќе се случи таму. Добро. Но секоја политичка партија си има своји политички партнери и нормално е дека пред изборите се даваат едни на други се даваат поддршка, така да тоа не е ниту нешто чудно, ниту па го правиме тоа само ние или го прави само Унгарија. Едноставно во секои избори вие имате сестрински партии кои што се поддржуваат помеѓу себе. А што ќе се случи со Унгарија, нели, во однос на власта, ќе видиме. Мислам дека на 12 април беа избори, така не. Значи, многу на Великден. Многу скоро, да. Православен. Така да се навратам на тоа првото прашање. Во зависност од тоа, Европската унија сигурно ќе излезе со одреден план во случај на пролонгирана војна во заливот, ќе ја наречам, затоа што не е само Иран, едноставно сите држави се опфатени тука и ќе видиме каде и дали ќе биде Македонија таму. Тогаш веќе можеме да дискутираме дали нешто сме направиле како што треба или нешто или не сме направиле нешто како што треба. Мислам дека се уште е рано, се уште постои одреден оптимизам дека набрзо ќе се заврши цела оваа, би рекол, заложничка драма со Ормускиот теснец. Доколку тоа не е случај, ќе видиме како ќе реагира самата Европска унија, која што всушност, како што реков на почетокот, е најмногу засегната и може да биде најмногу оштетена од војната во која што Европа не е воопшто учесник. И Америка е наш стратешки партнер, да не заборавиме, освен Орбан. Не, значи не говориме за стратешки партнери. Не, за помош, кога говориме за помош. Македонија има во изминатите 30 години два стратешки партнери, Европската унија и САД. И тоа е, така да не дека има нешто ново или нешто. Велам дека во овој случај Европа, исто како и во случајот со Украина, е најмногу оштетена од ситуацијата во која што Европа нема воопшто никаков би рекол удар. Сиромашна земја како Македонија секако е треба да биде загрижена од Европската унија. Добра? Во Бугарија има техничка влада, не стои баш, затоа што ние пред една недела таа техничка влада потпиша стратешки договор со Украина за војно-техничка соработка. Така да таа влада очигледно може да носи други и такви приоритети има. Не, ако сака може и такви одлуки па еве, на пример се приклучи. Тоа е посериозно дури. Не е посериозно. Затоа што е Русија им е тука на граница. Да, вие сега да се определите да ја помогнете Украина со војна техника, па и финансиски средства. Бугарија е дел од НАТО, така да не е дека се имаше до сега повоздржан став, затоа што Русија е на граница, дела Црно море заед. Значи, таа техничка влада не е толку безпомошна да одлучува, но работата е стратегијата на владата, според ја колку што успеам да ја разберам, купи да им продај политика. На македонската? Па нормално. Добро. Не зборам за бугарската, што има да зборам за бугарската. И ова менување на ставови, дeo она. Луѓе, очигледно, и јас сум убеден дека не се работи до толку за проблем преговарачката рамка. Јас сериозно се сомневам дека нема политичка волја да се почне преговори, затоа што ако се отворат преговори, нема изговори више. Ке мора да се испорача. Ненад Савевски тогаш нема да има изговори. Нема, ке мора тоа што вие одредени обвинители или не знам дали се сеќавате на последната, нели се направија и промени во преговарачкиот процес, нели рамката како ќе се преговара со новите кандидати. И една од промените е дека два пати предупредување, след третиот пат прекинуваат преговори. Веќе нема, ја мислам дека
тука има сериозен, ниту не се проблем ни македонците. Ако ние така се враќаме од 91 година, нашиот менталитет е така ригиден. Се спротивставуваме секогаш на тоа што после ние имаме и медиуми кои што не помагаат да се фрли светло на тие проблеми, да се анализира реално. Повеќе се склони пропагандистички да известуваат и вие кога имате таква ситуација, луѓето на партиите тоа ви зборат, интелектуалците тоа ви зборат, медиумите тоа ви зборат, академијата тоа ви збори, што луѓето ќе имаат трет став, нема да имат сигурно. Мислам дека тоа околу македонците без право се префрлува одговорноста на обичниот народ. Има избори, има партии, има мнозинство, бујрум, нека преземат одговорност, нека ги носат одлуките кои што имаат одговорност како влада да ги носат. Нема изговор ни кај македонскиот народ, ни кај македонските граѓани, ни во македонската И конечно опозиција. македонците во Бугарија нека се борат за собствените права. Не е лоша идеја тоа. Дали македонците во Бугарија ќе бидат позаштитени ако Македонија е членка на Европската унија? Секако. Но и нека се борат. Добро, ајде Арсовски. Визави овој коментар, кога Добра. зборувам за анкетите и расположението на етничките македонски гласачи, го користам тоа како аналогија на тоа дека власта е заробена во својата политичка оптика. Не е само дискурсот кој е таков како што велиш ти. Туку да не забораваме, оваа влада дојде со наратив дека претходната влада извршила предавство. И со името, и со преговарачката. И продолжува со тој наратив. И продолжува со секојдневно. Значи, тоа е нивниот еден од нивните политички основни вредности. Капитали. Да. И во основа десничарските партии, а и со тоа и ВМРО-ДПМН, тешко прават непопуларни потези. Тешко прават потези кои во анкетите се покажуваат дека гласачите би се спротиставиле на нив. И на вакви примери како што велиш, има безброј. Референдумот за независност, Охридскиот рамковен договор. Цело време јавноста беше против. Ние кога би ја слушала јавноста, се уште би биле дел од Југославија. Која не постои инаку. Која не постои. Но, кога зборуваме сега за следните параметри. Тешко е да се очекува дека ние ќе ја смениме преговарачката рамка. Тоа нема да се случи. Асиметрична е ситуацијата. Не верувам дека војната во Персискиот залив брзо ќе донесе некаква, ќе се случи некаква стабилизација. Најверојатниот исход во моментот, по ова што го гледаме од медиуми што е право, е дека Трамп ќе се разбуди едно савајле од 3 савајле, ќе твитне или на X или на Војната Трамп, е завршена, ние победивме. Или на Труд, војната заврши, ние победивме, си отидовме. Што значи дојдовме во малото на ЕУ, избомбардиравме и си отидовме, ЕУ нека расчистува. Како и да е, најверојатниот исход е дека наредните неколку години тој регион ќе остане нестабилен. Со проблем за поминување низ теснецот, Орнускиот теснец, бидејќи многу е лесно да се расипе таа ситуација. Не верувам дека сад од оваа перспектива можат да ја завршат операцијата без некакво копнено присуство. Добро, и најавуваат постојано, дека најмалку да се среди. Во таа ситуација ние сме притиснати дека треба да решаваме што ќе правиме. И проблемот не е гестот од добра волја од Бугарија. Проблемот е што ние не знаеме кој гест ни е доволен. Затоа вреди да се разговара. Значи, вреди да се разговара и во смисла на политички консензус, и во смисла на политички дели. Кој гест од Бугарија не е доволен? Што бараме? За да можеме да разговараме со нашите европски партнери кои евентуално можат да помогнат во тоа таков гест да добиеме. Дали е доволно да се отворат неколку македонски клуба во Благоевград? Дали е тоа доволен гест? Дали е доволно да се стави македонец во Комитетот за малцински права? Или не е ни тоа? Дали е доволна една пресуда од Страсбург? Или мора сите 11, 16, колку и да се? Ние не знаеме ништо да побараме. Цело време правиме една мета која се движи. Никогаш нема да дојдеме до решение така. Никогаш. И се поставува прашање дали воопшто се сака решение, но мораме, да, добро? Мислам дека интерпретираме владата што вели. Владата вели
не сакам нови услови. Тоа не е точно. Владата вели не сакам да ги исполнам ни сегашните услови. Владата се противи, ако погледнеме во суштината, на спроведувањето на вториот протокол со ЕУ. Односно, аналогијата на владата е, што ако ние ги направиме уставните измени и потоа заглавиме 20 години во преговори за Гоце Делчев и додека не мрднеме за Гоце Делчев, да признаеме дека бил, не знам, бугарин и така, да не можеме да мрднеме кон него. Значи, владата не вели, не сакам нови услови. Владата вели, овие услови што се сега прифатени, мене ми се проблем. Ама тоа го рекоа и пред изборите и ветува дека ќе ја сменат преговарачката рамка. Така беше? Не можат да ја сменат преговарачката рамка, можат да ја сменат интерпретацијата на преговарачката. Дали можат, не знам, меѓутоа тие Но не се не обидува да смену не да се сменат обидува, него отидува на воопшто не отидува во Брисел со предлог затоа што нова Европската унија не преговарачка сака ни рамка. да Да разговара на таа нормално, тема. еве имавте вие последна изјава на францускиот амбасадор, јасно ви кажува. Нема препреговарање, повелете исполнете ги условите. Така ќе ги откочите преговорите. И уште еден Ама мислам дека аргумент. сме во различна оптика, извини. Ние велиме нас не треба стабилна влада во Бугарија. Што ќе ви е стабилна влада во Бугарија кога вие планирате да ги исполните своите обврски? Вие преговарате со Вие Европската ништо не, унија. вас не ви треба Бугарија, имате преговарачка рамка, имате вас единствено ви е потребна влада во Бугарија стабилна ако планирате да ги преговарате условите повторно. Ама тука се соочуваме со различна оптика. ЕУ смета дека таа работа е завршена и дека кај нас е топката. А ние сметаме дека треба да бидеме конструктивни. Тоа е како да отидете на бензинска, да ставите гориво и после кој ќе дое сметката да кажете ај сега да бидеме конструктивни. Не може со ова цена. И само уште еден коментар. Оваа цена е преголема. Например, и ова е треба да се истакне како факт дека ова влада сите карти ги стави во една членка на Европската унија, Унгарија, која ни ветуваше како стратешки партнер дека ќе ни помогне. Што реално Унгарија нас ни помогна? Да ни отвори... Може ли да одиме со реклами, можеме повторно за Орбан и таа да го Унгарија, министерот на таа Унгарија, сега излезе Вашингтон Пост, пишува дека уствари пред секој самит на Европската унија што и ќе се договара Европската унија, тој разговара со Лавров. Се случува афера во Значи со погрешни луѓе ние се дружиме, да, очигледно. со сијар. Но одиме со реклами, останете со нас. Се враќаме во анализа и околу Орбан кратко, добро го кажа Божиновски ставот, но и Селмани. Сакаш нешто да додадеш околу стратешкото партнерство со Орбан? Имаше големи очекувања дека преку Орбан ние ќе се обидеме да најдеме, да лобираме, да изградиме некоја лоби група во рамките на Европската унија која што ќе врши притисок врз Европската унија, посебно кон Бугарија за да нели се репреговара преговарачката рамка. Орбан реално не само што не ни помага, него ни создава некоја лоша слика дека ние сме во некое проблематично друштво. Затоа што ако Европската унија, ако американците Орбан го таргетираат како човек на Путин во Европската унија, а ние се дружиме со нив, тоа е лоша порака. Па добро, тоа пријателство долго трае, но Петар Арцовски. Македонија е мала земја и треба да има што е можно повеќе сојузници во ЕУ. Со тоа што сметам дека Орбан е лош избор за сојузник. Прво е лошото момче на ЕУ. Второ, гледаме дека Орбан, кога ни помагал нас, паралелно и на Путин му помагал. Со преговори што ќе прави во ЕУ и така натаму. Толку големата блискост со Орбан ризикува да ја антагонизира останатиот дел од ЕУ, која го смета за лошото момче кон нас. Ако тоа била стратегија на владата да почне со Орбана, тоа да се прошири потоа на светски центри, Берлин, Париз и така. Но тој нема пријатели во Супер, но веќе Орбан Берлин одамна нема Париз и така натаму. И дополнително треба да знаеме дека ниту на Орбан, ниту на Вучич суштински не им одговара брза евроинтеграција на регионот. Особено не на Вучич, чива мислам дека главна цел со опедот на Еди Рама беше да закочи Црна Гора. Така што треба да имаме реална представа околу тоа кои се суштинските скриени стратешки интереси на Унгарија визави Балканот и визави нивната врска со Путин се разбира. Добро, околу реформите кои не ги гледаме, еве имаме нов државен
јавен обвинител. Има потези со кои покажа дека тие задачи кои му ги постави премиерот Мицковски, барања за огромен број на предмети кои се однесуваат на ВМРО-ДПМН, да бидат ставени и приоритетни на маса да бидат ставени. Што стори во меѓувреме многу лесно, многу брзо, за 24 часа. Тргната е елиминирана Еленче Ристовска од предмети за ВМРО-ДПМН. Елиминирана обвинителката за предмети за полицијата кои се однесуваат на Кочани. Именувана е шефица на Висшето јавно обвинителство Јасмина Костевска-Здравевска, спомнувана во бомбите на Заев, комуникација меѓу Мјалков, Гордана Јанкуловска, каде се договарал низин избор. Отфрлена иницијативата во Советот за јавни обвинители она на Ленче Ристовска, која протестираше за Мицковски. Дека ја дисквалификува, етикетира. Може Божиновски со вас. Проблемот е што кај нас јавното обвинителство, генерално самото судство, се перцепира од страна на граѓаните како, да кажеме, најблагоречено непрофесионално, односно премногу споро, од некои аспекти, барем као перцепција, премногу корумпирано, многу значени предмети не се завршуваат, многу значени предмети имаат одредена политичка позадина. Не е тоа само во времето на ВМРО или само во времето на СДСМ, затоа што сме сведоци дека и едните кога беа на власт и другите кога беа на власт имаше такви случаи, така да не може едните да ги исклучиме, другите да ги... Не, сега ги вклучуваме ВМРО-ДПМН зашто се на власт. Сега се и заради тоа опозицијата ја исклучувам од одговорност. Премногу е рано. Избори, изгуби избори конечно. Ја говорев за судството, сега не говориме за политичката власт. И за обвинителство, и за судство. Меѓу другото и за правдата која се бараше. Факт е дека во Македонија некако правдата е многу спора. Факт е дека многу случаи се заглавени. Факт е дека има сериозни индиции за одредена корупција. Она што е најважен факт за мене е дека никој нема одговарано од таа афела до сега. И она што го видовме до сега беше некои си, не знам, условни пресуди, па нешто ќе се направи, па нешто нема да се направи. Никој нема одговарано за тоа апсолутно ништо. Новиот државен јавен обвинител, што велите дека ќе покрене ли таква лавина на одговарање за која говорите? Искрено не сакам да предпоставувам, премногу е рано за тоа. Не е рано, сега ги прочитав сите негови потези кои беа многу брзо сторени после нарачките на Мицковски. За новиот јавен обвинител стварно мислам дека е премногу рано да се коментира. Барем месец, 2, 3 или 5 не е битно, треба да поменат, сега е. Значи, премногу е тазе. Но она што не е тазе, она што не е ново, е дека ние немаме видено до сега одговорност од страна на некој представник на таа судска власт. А сведоци сме дека имало многу најави, дека имало многу случаи каде што е споменувана корупција, не нели на друг начин, без разлика дали се поврзани со политичка корупција, со финансиска или некој друг вид на корупција, факт е дека имаме ние сериозен проблем. Ја не велам дека, не знам, она што се бара за ветинг, односно што се бараше, нели, проверка на имотната состојба, можеби, не верувам дека е најстрекно решение, најискрен да бидам, но од друга страна многу лесно може да се направи одредена комисија, може и мешовите да биде натрешна со меѓународни експерти, и да се види од одредени суди кои што се натапет на граѓаните и обвинители, да се земат 5 или 10% од оние најзначени предмети, да се проверат тие предмети како што се судело, зашто се судело. Мислам дека тоа не е лош начин преку кој што едноставно и потеклото на имот не е лош начин. Потеклото на имот може да биде од комбинација. Го исфрлам како заради тоа што ги видовме парите во зидот. Го исфрлам како на судијата Ристов. Го исфрлам како примарен
начин на контрола. Тој може да биде секундарен начин. Примерно е да се види во кои Колку биле ефикасни, независни. и како се Добро. и како се носеле тие одлуки. Кога ќе има одговорност, веќе тогаш може да говориме за реформа на судскиот систем. Се додека судскиот систем си се штити меѓусебно и никој буквално никој не одговара, тогаш што можеме да очекуваме? Дека некој ќе го смени тоа Па сам? власта ги има Сам. сите полуги и сите институции во незините раце. Тоа е идејата на власт, да направи реформи. Насер Селмани. Мене не ми се проблем ни судиите, но обвинителите. Мене ми е проблем политичката волја на власта да навистина верува во подалба на власта. Од 90-та година, 91-та година, ја не познавам една влада која што, затоа што демократијата е верување. Вие мислите дека Германија не може да сегашниот премиер да го спостави систем со кој што ќе ги контролира Но има судските контролни механизми, не е верување или Значи, не, верувајте дека има можност, меѓутоа не го прават тоа, затоа што веруваат дека не смеат така. Не треба така. Тука кај нас не може да Добро, таа владеат, политичка култура е да. Тука кај нас не подлабока. може да владеат ако не контролираат обвинителство, судство, медиуми, администрација, не? Затоа што начинот на владење е проблематично. Одма ќе им излезе во јавност некоја одлука која што е проблематична, па ќе треба да ја бранат, а не може да ја бранат. Затоа си се стават рака на сите овие важни системи и функционираат по системот. Кучињата лаат, карванот си врви. Хипотетички едно прашање. Еве, хипотетички да се трне законодавната и извршната власт од судската власт. Да. Мислиш дека судската власт Апсолутно. како што е вака може сама да се реформира? Ако не, ако вие како е можно Еве да се трне, Не, еве да се трне власт. еве аргументи. Како може 2 месеца сите медиуми во Македонија со исклучок нормално мал дел кои што 2 месеца прават кампања против судство и обвинители? Значи 2% доверба, бе, луѓе тие казнуваат луѓе, осудуваат луѓе, каква доверба тие треба да имаат. Тие 2% не се од пред 2 месеци, него се од пред 15-20 Од друга страна, како може судство и обвинителство да работи на пола капацитет од финансиски средства? Зошто не им се дават парите кои што со закон им следуваат? Зошто не вработуваат луѓе во обвинителство, во судство, кои што треба да ги да им Па тоа е дел од реформите за кои говориме. Ама тоа е проблемот. Значи намерно ги оставаат да финансиска зависност да има. Така и после си играат, си играат со нив, поставуваат, се вмешуваат, еден вади друг. Зошто имаше потреба да се менува обвинителот, како се викаше Коцевски? Затоа што на Коцевски очигледно не може да му наметнат кој предмет да го отворат, кој да го затворат, кој да го забават. Види, Тоа е целата филозофија. Иначе ја не сум против ова што го сменија обвинителот. Мислам дека е добро. Знаете зашто? Нема веќе изговор дека обвинителите на СДС не се борат против корупцијата. Еве сега имаат обвинител, ќе ја воспостават нивната структура и да видиме како ќе се борат со организираниот криминал. Имаше една идеја, нели? Не идејата да се бори против корупцијата, да создаде впечаток, ова го прават 30 години, 35 години, да се создаде лажен впечаток дека се борат против корупцијата. Изгледа да не преюдицираме, да му дадеме можност на човекот, можеби навистина е професионалец кој што ќе ја оправда довербата. Види, имаше идеја опозицијата кога беше Заев опозиција, нели велеше ние кога ќе доеме на власт, ќе направиме обвинителот да го бира опозицијата, не да го бира власта. Видовме дека кој како си доаѓа на власт си го бира обвинителот и така, односно не се откажува од тие поволности. Ја имам тука еден мал проблем, значи ја не велам дека судската власт само треба да се обвинува и не велам дека власта кој да е не сака да има одредено влијание и контрола врз судството, сака, се разбира. Ама не смее да има. Ја. Според системот како што е воспоставен, не треба, не смее да има. Ама ја не велам дека смее или дека треба да има. Ја велам дека де факто секоја власт сака да има. Која власт, колку има и во каков степен, тоа треба некој да го истражи. Друго ме беше мене поентата.
Вие велите ги притискаат судиите и обвинителите. Ја велам другачи, ја мислам дека сами они се нудат на власта со цел да си продолжат да си го работат како што работеле сега. Не велам за цело судство, не велам за сите обвинители. Предпоставувам тие суди и обвинители од тефтерчето се нудат. Ја познавам суди и обвинители кои што не се нудат. Не, друго. Добро, има и истражувања, не е важно ние дали познаваме лично, има истражувања за кои говореше пред некој ден и Билјана Ивановска во ова студио, како председателка на антикорупцијска комисија, говорејќи за тоа колку обвинители и суди имале политички притисок. Признале дека, значи станува збор за научни истражувања. Божиновски, вие барем правите научни истражувања. Сакам да ви кажам, далеко од тоа дека сите суди или обвинители, напротив, најголемиот дел од судиите и обвинителите си ја работат непрофесионална работа. Предпоставувам. Може ли имаме уште неколку минути Арсовски да го слушнаме? Само една реченица. Значи, ние имаме проблем, точно е, ни требаат многу повеќе луѓе и суди и обвинители, тоа е една од причините зашто толку се влечат обвинители. Но има 10, дали се 20, дали се 30, дали се суди обвинители, што изминативе 20 години постојано се провлекуваат нивните имиња поврзани со одредени можни скандали, а кои што и понатаму воопшто нити некој покренал истражување или покренал па не го завршил, нити некој... Ајде, имаме стварно уште неколку минути. Нити па некој... Може ли Арсовски? Да. Ама токму тие имаат политичка подршка. Може ли Арсовски? За тоа што сме на крај. Одбивам езотерична расправа околу тоа каков е системот, која е етичката кичма на нашето судство и така натаму. Мислам дека не треба да разговараме за цело време правиме некакви целосни реформи. Непријатна е спрегата помеѓу власта и судството, бидејќи секоја власт го менува републичкиот јавен обвинител. Очигледно е дека се уште сака да задржи влијание. Ајде да разговараме за првиот чекор. Првиот чекор што е тоа што владата може да го направи за да го помогне амбиентот во судството. Нека почне да работи АКМИС системот. Ние имаме концентрација на проблематични предмети кај 10%, 5% од судиите. Нека стават, прост пример, нека стават веб камери во судниците. Тие се отворени. Веб камерите чинат по 20 евра, за да можат медиумите и сите да ги следат судењата. Да не мора да се пријавуваат, да не мора да доаѓаат, за да знаат судиите дека некој ги гледа. Нека направат проверка 5% од проблематичните предмети, нека направат ревизија на судење. Имаме доволно капацитет, 5% се доволни. Нека направат проверка, ако може Управата за финансиско разузнавање да не провери мене и вас кој ќе купиме кола од 15.000 евра, може да ги проверат и судиите кои ќе купат дом од 200.000 евра или кои ќе се окријат кога ќе им се зголеми имотната состојба драматично. Неколку прости, но и тоа не се случува. Значи проблемот на вистина може да се подведе под тоа дека се уште не сме созреани до таму да воопшто сакаме независно судство. Добро. Тоа е отсутство на политичка воля. Не, сите го збориме истото, само од различни англи, а и минатиот пат зборевме дека ние ќе донираме веб камери. Кога беше, ама се додека оние кои што се корумпирани во самото судство, тие се многу малку, но за жал све се врти. Примерот со Ленче Ристовска што ви говори? Да не говориме за абстрактни поеми или пак за демократијата, како треба да функционира. Неколку примери кажав, а Ленче Ристовска постојано во последниот период, барем оваа година дена, фигурира. Искрено не можам да дам оцена околу тоа што се случува со Ленче Ристовска, искрено. Мицковски ја елиминираше на телевизиско интервју, иако официјално владата не кажа кој е нивниот избор за државен обвинител. Треба да го... не сум запознат со случајот за да можам да дам коментар за тоа. Добро. Но проблемот е дека секогаш кај нас се политизираат, односно се доведуваат во политичко-судска спрега сите овие случаи. Нема до сега ниту еден случај со јавен обвинител или со судија кој што ќе се појави во јавност, а веднаш да не се направи одредена политичка спрега со некоја партија. Значи ние имаме проблем со самата антикорупцијска комисија, која што е воспоставена токму за таа цел, нели да се бори со корупцијата, да ги вади тие коруптивни афери, за на крај, знаете како, некако све е како маска,
Као имаме институции, ама некако кога ќе треба да се реагира или кога ќе треба да се направи некаква реална промена или да се донесе реална одлука, све тоа се блокира на еден или на друг начин. Тоа е проблемот. Значи, ние во Македонија имаме дел од системот, дел од институциите кои што само глумат дека се институции. Нема реално функционалност на тие институции. И ние сме соочени со тоа. Слично беше и во многу други држави од регионот, но се вида наму каде што навистина се почна да се спроведуваат реформи, има и резултати. Без разлика дали тоа е, не знам, една Романија, не велам дека сега Романија не корумпирана, далеко од тоа, но имаше напредок. Хрватска исто така се види, имаше напредок. Значи, многу лесно може и во сегашните законски рамки да се делува, но за жал дел од институциите само глумат држава е у затвор. Дел од институциите само глумат дека функционира. Значи го имаме само како на хартија, ако сакате. И институциите кои ги држи ВМРО-ДПМН. Сега ВМРО-ДПМН. Значи институциите на државата кои што не ни почнале да функционираат. Изминативе 30 години. Не, сега за овие 2 години власт. Не зборам за овие 2 години власт. Ја искрено многу се надевам во антикорупцијска комисија дека ќе направи нешто. Се види дека антикорупцијска комисија дури кога сака да направи нешто, не се дозволува да го направи. Ајде Насер Селмани, кој е примерот на Албанија? Тие што јас слушам наши политичари кои што велат, Албанија е позади нас, ние сме напред. Море луѓе, таму функционира специјално обвинителство кое ние на срамен начин го секојдневно слушаме за тоа, но уште еднаш да слушнаме за тоа. Председател на држава, премиер на држава, заменик премиер на Еди Рама е затвор, градоначалник на Тирана е во затвор, министер за економија, министер за туризам, за земјоделство. Значи, сега Балуко е вице-премиер за финансии беше. Е под истрага, не може ни Рама да го штити. Мораше да ја остави функцијата за да биде достапна до истражните органи. Значи, гледате која е разликата, ние можеме фиктивно, ние сме исполнили ова, ама Европската Унија ќе бара резултати. Што се направи? Која е таа антикорупцијска борба? Што резултати има носено? Ништо. Кого ние сме некој посериозен? И после сакаме да бидеме, да се споредиме со другите земји. Не можеме. Тие го зајакнува тоа обвинителство, специјално обвинителство. Го сменија уставот. Создадоа можност страни граѓани, кои што не се албански граѓани, да се вработуваат во тие институции. Американци работат. Тоа е политичка волја, кога вие навистина сакате да се соочувате со проблемот што го имате со корупцијата. Ајде, и уште питаме. А ние што направивме го уништивме, специјалното обвинителство. Да, што ја спречува македонската влада да го гледа примерот на Албанија? Малку е политичка волја, малку е процес на преговори. Мислам дека, видите, јас сум пораснат во една, ние сме дел од една генерација во која сметавме дека најголемиот ремонт на општеството доаѓа во преговорите и дека вклучително и реформата на правосудството. Скоро сега Албанија отвори. Нема ништо смисла. Не е така, има и подготовки за па и ние тие ги направивме. Скрининг. Да, хлад, скрининг и така натаму. Така е, можеби недостатокот на политичка волја и ова што сме заглавени во евроинтеграцијата направи малку политички декадентни тоа. Едноставно дека сме се откажале од тие вредности што се однесуваат до Ленче Ристовска. Тоа е една многу мислам, непријатна ситуација. Ленче Ристовска води предмет каде е обвинет Христијан Мицковски. Да, тоа го кажав. Нормално е да има антагонизам таму, но е чудно бидејќи што очекува примерно да му попушта. Мислам, треба да биде предност за неа што си ја работи работата најдобро. Тоа е работа. Најмногу што може ја тера обвинителската работа во тој предмет. За жал ние живееме во таква средина во која тоа е бреме. Средината на Ненад Савевски во кога станува државен јавен обвинител? Па има некои сигнали дека ќе оди по патот на помал отпор новиот републички јавен обвинител, но се согласувам треба да дајме малку време.
Благодарам што бевте гости. Благодарам Благодарам што поканата. ни гледавте. Пријатно.